Добар ден, почитувани и од мене во отворената програма Радио што се гледа. Насмевката не е случајна, бидејќи ќе зборуваме за храна, ќе зборуваме за еден прекрасен настан кој што се случуваше изминатиот период. Ни стигнува уште едната гостинка, слободно можете да си влезете. Уште веднаш на представувањето. Станува збор за еден биенален настан кој што се случуваше изминатиот период во Торино, Италија. Прилеп имаше своји представници преку Slow Food Прилеп и двајца од тимот се со нас. И она што сакам да го кажам е дека навистина со задоволство сакаме да најавиме и да раскажеме за се што се случуваше во Торино, Италија, на тој биенален настан кој што годинава имаше за цел да представи една специфична карактеристика што се однесува до храната. Зборуваме на светско ниво, а манифестацијата се викаше Тера Мадре Салоне дел Густо. Морам вака да го прочитам, бидејќи можам и да сгрешам. Со нас тука се Тодорка Наумовска Димески и Филип Димковски. Двајцата се членови на Slow Food Прилеп и двајцата беа во Торино. Со нив најпрво добре ни дојдовте и се надевам дека она што ќе го представиме преку она како импресии што ги носите од Торино, ќе ги заголицкаме сите оние кои што се занимаваат со храна, произведуваат или преработуваат или пак имаат намера уште подобро за да почнат не само бизнис, туку и третман на храната која што се произведува во овој наш регион. Благодарам што дојдовте и што сте дел од програмата на Радио што се гледа. Благодариме за поканата и мило ни е што Радио Пела постојано ги следи активностите на Slow Food Прилеп, на Slow Food Македонија и постојано некако сме испреплетени давајќи си меѓусебна поддршка. И тоа не е ништо случајно. Така, да. Ви благодариме за одвоениот медиумски простор за да ги кажеме нашите впечатоци од Тера Мадре Салоне дел Густо. Дамата ќе има предност. Тодорка, кажете ни, Slow Food Прилеп, од кога постои и на каков начин е тоа вмрежување со Slow Food Македонија и како се најде таа организација на овој биенален настан во Торино? Биенален е бидејќи на секои 2 години нели се одржува. Колкав беше тимот што беше од Прилеп и што е она што годинава беше специфично и се одвојуваше од минатите 2 години? Значи, Slow Food Прилеп се формираше во 2020 година, непосредно пред пандемијата. Значи, имавме среќа или несреќа баш да се формираме во тој период, за да можеме среќа од аспект на тоа дека имавме можност подолго време да ги разработиме идеите, да се фокусираме на идните настани кои би ги правеле како конвивиум, не среќа од аспект на тоа што од 2 години никој не виде дека постоиме. Не можевме да се собираме. Ние како Радио Пела пренесувавме одредени настани преку градината на Филип заедно со Филип и навистина чест и задоволство беше да се говори на тема храна. Вие сте лидер на Slow Food Прилеп. Така. Има ли интерес за членување во оваа организација? Па да, веќе во сега после значи ковид пандемијава, последно време да имаме и нови членови и заинтересираноста е голема. И сега после Тера Мадре Салоне дел Густо имаме уште повеќе значи заинтересирани за членување, така да. Сега веќе сме на ниво кое што требаше да го имаме кога се формиравме, кога требаше да ги направиме нашите први настани, кои што нели не ги направивме заради пандемијата. Првиот настан ни се случи сега во септември. И млекото 3 септември. Млеко 3 септември, да, сајмот за млеко и мислам дека тогаш има можност граѓаните, производителите да видат за што станува збор. Кога ќе се каже име на некоја организација, ако е странско, тогаш е малку чудно. Кажете ни кои се начелата на Slow Food и зошто еве прилепчани или луѓето од овој пелагониски регион би биле членови на Slow Food Македонија, односно Slow Food Битола или Slow Food Прилеп? Значи, началата на Slow Food се добра, чиста и правична храна. Значи, се залагаме за до луѓето да стигне храна која што е локално произведена, но исто така треба да се внимава да биде и вреднуван трудот на производителите. Значи, организацијата Slow Food Македонија постои подолго време.
ние сме дел од неа, нели кажав, од сега скоро. Секој кој што живее, твори во Прилеп и Прилепско, слободно може да дојде и да ни се приклучи. Да, и само да ја надополнам, Тодорка, значи Slow Food всушност ги вмрежува луѓето од различни профили. Значи не е ова класична земјоделска организација. Да. Има луѓе кои произведуваат, но има луѓе кои се уживатели пак на таа храна. Има луѓе кои ќе се вклучат во активизмот, или во сегмент кој што ним им е близок од аспект на нивната професија или нивните интереси. И затоа денеска во Slow Food на ниво на цел свет, па и овде кај нас, имаме од земјоделци, универзитетски професори, производители, новинари, нутриционисти, кувари, така натаму, наставници, значи секој буквално што ќе си најде некое делче што може да се совпадне со приказната и со целата слика која е голема на Slow Food, едноставно е добре дојден да биде член и тој да се одреди колку ќе ни се вклучи, дали активен ќе биде во нашите проекти или пак ќе биде едноставно уживател на она што се нуди, тоа е избор на членот. Филип, ти беше со двојна или тројна улога, би рекла, бидејќи од една страна беше и како дописник на Нова Македонија, представник на училишните градини кои што работат во рамките на Slow Food Македонија, представник, можам да речам, и на Радио Пела. Да, со задоволство. Со задоволство и наше, взаемно. Колку, да го кажеме тоа во смисла, колку е важно информирањето, бидејќи навистина премногу се доби добар впечаток за она што се случуваше во Торино, благодарение на дописите, на информациите кои што стигнуваа од вас за нештото што беше представено од македонска страна на саемот во Торино. Од твоја гледна точка како новинар еве сега, што велиш ти во однос на ова прашање? Медиумите имаат многу, луѓето што работиме во медиумите имаме многу силно оружје. Како ќе го користиме зависи од нас. И штом ја имаме можноста нешто јавно да кажеме, ајде да го кажуваме доброто, да го шириме убавото. Многу ме исполни работата таму, да се известува за еден таков голем настан. Моите текстови за Нова Македонија, текстовите кои ги постојано ги пишувавме и ги објавувавме на официјалната страница на Facebook на Slow Food Македонија и на Slow Food Прилеп и другите конвивиуми на нивните страници. Понатаму разговорот што го направивме со вас, со Радио Пела, од таму директно во живо, кој најде на голем интерес, потоа луѓе се јавуваа, следеле и така натаму. Македонија имаше многу убав новинарски тим во Торино. Тука беше снимателот Зоран Капетановски од редакцијата на Македонска радио телевизија, Вања Тодоровска од 7 дена, Драгица Русевска од Арт Куина и Плюс Инфо, јас од Нова Македонија и Радио Пела, така што имавме силна екипа која во зависност од карактерот на медиумот се информираше од свој агол, од свој аспект. Така што таму медиумите се вреднувани на овој настан. Значи имаме посебен прес-центар, обезбедени се поволности за новинарите, акредитации и вистина новинари од целиот свет известуваат за овој настан на сите јазици, големи тимови се и секако, како што го поставивте прашањето, од особена важност е да се известува, затоа што Тера Мадре Салоне дел Густо поттикнува многу прашања и отвара многу сериозни теми. Лично мене задоволство ми беше да разговарам и со производители таму, наши и странски се разбира, да понатаму да разговарам со амбасадорот на Република Македонија во Италија. Потоа тука беше и представничка на организацијата ФАО од Обединетите нации. И не само да го гледаме оној дел на уживањето во храната, туку храната да ја гледаме и од аспект на политика на храната. Живење, храната ресурс без кој не можеме и што ние да преземеме за секој да го овозможи она што Тодор како рече, да добие храна која е чиста, храна која е праведна, да има за секого,
да го знае нејзиното потекло и да биде вреднуван и оно што произведува, а задоволен оно што ја конзумира. Од оно што можам да го сватаме, slow food на светско ниво има во себе содржи многу благородни вештини и почитува такви вредности. Ајде сега да продолжиме со впечатоците од Торино. Тодорка, кои се вашите впечатоци во однос на тоа како беше организиран целиот тој настан, манифестација, што можеше да се научи, би рекла, и да се пренесе тука во Македонија? Мене ова ми беше прво искуство на ваков еден настан и италијанците многу добро, Slow Food International, многу добро го организирале настанот. Ние се потрудивме како Slow Food Македонија да се вклопиме, исто така добро да си ја представиме својата татковина. Мислам дека успеавме во тоа и мислам дека сите што беа таму присутни, кои што имаа можност да се прошетаат низ штандовите, да ги разгледаат производите од другите производители, беа воодушевени од како тоа луѓето се сплотуваат, како храната знае да ги без да знаеме англиски јазик, тие разговараат на италијански, ние се трудиме на англиски и на македонски, а сепак воспоставуваме некаков контакт. Значи, мислам дека ова како настан пробавме нашиот конвивиум кој имаше 4 представници, 4 делегати бевме таму. Јас, Филип Димковски, Даме Димески, Гоце Бумбаровски, пробавме да го представиме Прилеп и училишните градини во најдобро светло што можевме и мислам дека се трудевме, како што кажа Филип, да ги пренесеме впечатоците секојдневно. Затоа што ако денес нешто убаво се случило, наредниот ден се случило уште нешто поубаво и ако секој ден не известувавме, секој ден не пренесувавме што се случило дента, некако ни бледнеа. Не е правилниот збор. Може би немаше толку доволно и луѓето да добијат впечаток со таму. Да. А и нам не беше потребно, ај да си го имаме, да знаеме што ни се случи денес. Баш така. Така да прекрасен настан, прекрасно организиран, огромен, значи многу добро искористен паркот Дора, значи не знам дали претходно споменавте да. Се одвиваше во парк. Да, во напуштен. Не спомнавме, баш кажи во тој момент е многу беше настанот се случуваше во напуштен индустријски објект. И така добро беше сето направено, вклопено, нешто слично на Металец кај нас. На индустријската зона, нели фабриката баш некако така изгледаше, да доловиме за прилепчани како тоа би било и внатре толку убаво вклопено старото во новото, прекрасно. Не знам. Едноставно еден простор кој веројатно бил руиниран од како таа индустрија не постои. Толку го облагородиле, а што го облагородува храната, природата, поврзаноста со земјата, му дава еден дух и вие не се чувствувате дека сте во запуштен некој хангар, туку вие се чувствувате дека сте во рајска градина, со толку многу производи. Од оно што можев да го разберам информациите кои што стигнуваа во Македонија е дека таму не беше тоа класичен саем, само презентација на одредени производи, туку имаше и готвење, па имаше и наши професионални готвачи и оние кои што се членови на Slow Food Македонија од различни би рекла градови или места од Македонија. Она што остана како впечаток кај мене барем е дека странците, бидејќи од многу земји беа воодушевени од македонската и од прилепската храна. Како тоа се забележувате? Рековте дека единственото јазик на кој што се комуницира кога е во прашање храна. Се забележуваше ли тоа на лицата? Имаше ли некакво воодушевување? Дефинитивно. Во нашиот тим беа и тројца професионални готвачи од Алијанса на готвачи, Пеце Клечкаровски, Зоран Мајновски и Димитар Арнаудовски. И тие си ја завршија својата работа најдобро и најодговорно. 5 дена не излегува од кујната. Сведок за тоа беа луѓето што секој ден се враќаа да ја консумираат храната. Значи, ако денес се служел сутлијаш, наредниот ден иде и прашува кога денес пак ќе го има истото. А секој ден имавме нови различни рецепти, различни производи се служеа. Така да, забележавме, барем јас од мој аспект забележав дека луѓето не сакаа да пробаат готвена храна.
имавме ние и сувомеснато, и пршута, и значи производи, Сирења, да. ама сепак луѓето мислам дека повеќе сака да вкусат храна на македонскиот штанд која што е готвена. И тука пресно сготвено. Да. Храната се толку брзо се трошеше што буквално на секој 30 минути до 45 минути се вадеше нова храна. Значи ако сега има чорба, после тоа има нели печено јагнешко, после тоа има десерт и цело време значи како што се вадеше храната надвор, готвачите нели ја служеа. Секој за тоа можеше да си донира средства колку што мисли дека заслужува храната која што е вкусил и мислам дека после 12-1 часот дека од куњата постојано излегува нови јадења. Не знам Тодорка дали ќе се согласиш, ама јас добив впечаток дека нашиве тестенини, мислам месени работи зборувам. Да. И овие нашиве традиционални десерти беа толку многу барани и мислам дека сите денови да се служеше нешто како бурек, охридскиот комат или такви традиционални месени наши производи, секој ден едноставно побарувачката беше огромна за нив. И јас го имам истиот впечаток, особено после нели работилницата на Наташа, Наташа Недановска од Пирустеја Недановски, правеше комат, можеше, мислам имаше вклучени и од гостите да ги научи, нели тоа беше идејата да ги научи да сучат и од кога се заврши со работилницата и значи показново сучењево на коматот и од куњата излегоа комати кои што беа за дегустација, за пробување. Мислам дека луѓето беа воодушевени од вкусот и од презентацијата на Наташа. Наташа така фино ја направи презентацијата. Како што таа знае. Беше вистинско шоу. Да, навистина беше шоу, си запеа македонска песна, значи буквално македонскиот павилјон ечеше од гласот на Наташа и то така добро беше направено, прекрасно. Сите некако ги сплоти, знаете, постојано доаѓаа луѓе на штандот. Тоа беше магично. Да, и после тоа секој ден се бараше дали има повторно од комат, или нешто месено, да. Знаеме дека голем беше сајмот, имаше многу земји представнички. Што вам ви остави впечаток од другите, дали тоа од комшиите кои што беа до вас, од земји представнички, нешто што вреди да се научи за следниот пат, или пак како впечаток што ви останал, што досега во животот не сте се сретнале со некакво јадење кое сте го вкусиле, еве, а сте имале можност таму на овој сајм. Тодорка е нутриционист, можеби од свој аспект, не знам. Па не знам, нешто да не сме вкусиле, сега веќе храната е толку многу, куњата е толку многу интернационална, што имаме пристапи до рецепти, до намирници, така да мислам дека се што пробавме таму, се имавме и претходно пробано. Па еве, јас, например, не успеав, ама Наташа се пофали дека пиела саке. Например, јас еве не успеав да пробам. Мене ми беше целта да ги, бидејќи сум во Италија, она што по Италија ја препознаваме, да го пробам во оригиналното издание. Ние имаме овде песто сос, ама сакав баш италијанскиот песто да го пробам и друг е вкусот. И секако кога станува збор за нешто што е домашно направено, нивните сирења, кашкавали, сувомеснати производи, мене тоа ми беше искрено овој пат, бидејќи прв пат јас одам на овој настан, сакав да се посветам да ги пробам вкусовите на Италија. И тоа ми беше така во фокус, а сватив дека нашата храна, тоа го кажав и во претходниот наш разговор, дека е чиста ексклузива за светот. Дефинитивно. Можеби ние сме мала држава, можеби имаме мали човечки капацитети или мали производствени капацитети, меѓутоа верувајте дека па ајварот колку го сака и го бара, на штандот дојде жена од Шведска која кажа дека секоја година прави специјална порачка за нејзината мајка да јаде ајвар од Македонија. Замислете. За се тоа многу чудно. Впечатокот мој е дека сето тоа шаренило на вкусови е прекрасно. Еве пиев еден ликер од вино и треви. Многу ми се допаднаете. Тоа ми е впечаток, дури донесов малку дома за моите да ги почестам.
Многу, не знам, многу имаше работи што да се види. И не само Македонија, мислам дека и Балканот генерално многу баш штант имаше, Албанија, например. Вистина изобилуваме со нешта кои се специфични, а да ве признае Италија, која е вистина море од вкусови и од квалитети, е вистина чест. Вие секако научивте нешто што го видовте таму и на полето на организација на настани од таков тип, но верувам, бидејќи и овој саем, како и претходните, си имаше своја тематска насоченост, има нешто што треба да се представи и да и се укаже на македонската јавност, на македонските стручњаци кои што се во различни сектори, дали примарна обработка на храна или преработка како секундарна и исто така и трговијата, веќе ја речам како посебен дел, што е она што ви остави впечаток на овој саем и нешто што треба веќе да се започне во Македонија да се прави, за да бидеме на вистинскиот пат, да се приближиме кон современите текови на храната кои што се одамна се почитуваат во Италија, во Шпанија, во Германија и во другите модерни и напредни земји. Јас мислам дека ако мислите на некаква регистратива за нешто да треба да се почитуваат дополнителни правила, мислам дека во тој аспект сме добри. Јас мислам дека може да треба да го зголемиме извозот на храна која што е ексклузивна за ова подрачје. Како што кажа Филип, ајварот, макалото од лук, сушените пиперки, лукот нанижен, значи за нив бе ексклузива, така да јас мислам дека треба да се фокусираме повеќе да ги извезуваме овие производи таму каде што се барани. Италија, еве, значи, особено пошто италијанците беа домајќини, имаја најголема можност да ја пробат нашата храна, ама сигурна сум дека и од другите земји. Имавме гости и од Исланд кои што премногу им се допадна нашето вино, дојдоа специјално да си купат за нивната вечера која што ја правеа заеднички со сите северни земји. Така да јас мислам дека сепак треба да се фокусираме на производство од аспект на производи што овде веќе ги произведат зголемување или отворање на нови капацитети и се тоа, ама да се работи и на извоз на производите. Затоа што луѓето, еве на крајов, значи да кажам дека саемот заврши и ние имавме нели декорации од сушени пиперки, од тутун и од лук, значи ги бараа да ги купат и декорациите. Ама не, ова не е за продавање, ние ова го носиме како декорација, ама ние ги сакаме вашите сушени пиперки. До толку, значи, им се допадна нашата храна, декорациите, значи, на крај. До толку има потреба. Тоа значи. Мислам дека, сега од аспект на од призмата на земјоделски инженер, како погледнав, треба да сме, тоа е едно стилот на мислење малку да го смениме, да си останеме такви какви што сме, затоа што дефинитивно нашата различност е таа која се цени. Ние не треба да се поистоветуваме со Италија и Германија и никогаш нема да ги стигнеме и не треба да ги стигнеме. Туку она што е наше да го представиме. Затоа што на овие фестивали ние ја представуваме целата култура преку храната. И музиката, и зборувањето, и однесувањето, се е видливо. Буквално кај нив по региони ќе видите вие кој од каде е, како изгледа, како зборува, што представува. Значи, треба да се фокусираме да ја изградиме и добро да ја представиме храната што ја имаме, а имаме многу. Добри напори се направија во однос на представувањето на нашето јагне. Да не заборавам, засега е најпознат извозен бренд на Македонија во Италија. Имавме представници на Сдруженијето за зачувување на овцата Праменка овчеполка, кои беа, како и сите ние, во посета на универзитетот во Поленцио, тоа е универзитет на Slow Food, организацијата за гастрономија. Тие се воодушевени од нашето јагне, тоа и го видовме сендвичите за јагнешко во 5 минути ги немаше од штандот. Што е целта? Се создава токму бренд на органски произведено јагне од Македонија, токму од автохтоната сорта Праменка овчеполка, кое со надеж сме дека наредната година ќе се извезува во Италија како нов бренд во однос на јагнето. Мора да гледаме, да се потрудиме да
да ги лоцираме, значи онаа географска определба на нашите производи. Ако ајварот е од еве буковската пипер е одличен пример. Значи тоа е буково, буковска пипер, тоа да се назначи и да се цени. И секогаш веќе да размислуваме дека еден производител треба да направи готов производ и тој да го понуди. Јас велам, бевме во посета на една винарија, значи лози од 50 хектари не се продава ни едно зрно грозје, се продава вино. Не се продаваат пиперки, се продава ајвар. Значи се продаваат преработките, така се зголемува пазарната вредност на производот и така производителот ја добива вистинската сатисфакција од она што го работи. А не да биде обезвреднет трудот, продаден по ниски цени на откупувачите и на крајот производителот да биде наместо задоволен, да биде несреќен и понижен. Како што со децении се случува во Македонија. Да, и тоа секогаш често знаеме да се потпреме на државата и да речеме, меѓутоа мораме ние сами свесни меѓу себе. Верувајте, тоа што Италија е сега не е дојдено така лесно. Целата организација Slow Food се соочувала со проблеми, почната е во знак на протест и сето тоа укажува дека и ние мора да се бориме. Значи, доколку вие сте производител на млеко, зошто од комшијата да не купам 5 литри млеко, туку да одам во маркет да пијам млеко увозно од не знам каде. Тоа мораме меѓу нас да го градиме. Но тоа е нов код на размислување, би рекла. Како може, во делот на нутриционизмот би застанала на ваша област, ние со Филип некогаш вака, некогаш така, од различни аспекти. Од аспект на нутриционизмот и нутритивните вредности кои што ги имаат поедини продукти од Македонија, за жал кај нас немаме сертифицирана семенарна како што има од Словенија. Ние ги добиваме сите тие семиња од соседните држави така натаму. Како организација Slow Food, што би можела да направи во тој дел за производителите да знаат со сигурност што купуваат, за примарните производители зборуваме, и што понатаму пласираат, затоа што она што го рековме сега, Slow Food Македонија и Slow Food како светска организација навистина содржи многу важни вредности кога се зборува за храната, но тие треба да се почитуваат. Како ние можеме, македонциве, да се научиме да ги почитуваме нашите автохтони сорти? Што треба да се направи и дали пак Slow Food прави во тој дел за зачувување на семињата? За семињата баш не сме во, значи тоа е еден сегмент од целата слика на Slow Food, меѓутоа реално досега уште нешто големо не сме направиле. Видливо. Да, не е видливо, се работи. Имаме и производители, сега го преседав зборот на Тодорка. Имаме производители кои веќе размислуваат да одделат семе, да тргнат на страна, да почнат размени на семења. Тоа се случува и овде во Балканов. Србија, Хрватска, особено Хрватска се бори затоа што е на удар од Европската унија. Во Италија тоа го видовме, имаше цели штандови кои го представуваа биодиверзитетот. Замислете од не знам чија семе од не знам каде, од Индија, од Филипини до шафран од Шпанија, до граф од Смолјан од Бугарија, до хелда од Босна. Не немаше нас во приказната. Да. За жал. Многу мора да се работи. Ние пред да почнеме со Гордана зборувавме, моите професорки од Факултетот за земјоделски науки и храна, Сонја Ивановска и Мирјана Јанкуловска, многу напори прават во однос на оваа тема. А Slow Food моментално подготвуваме едно издание посветено на семето, кое се надевам за скоро ќе биде готово, ќе биде отпечатено и ќе може да се прочита. И ние така и логично тоа го почнуваме од најмалите. Почнуваме со работилниците за семе, децата да ги препознаваат, да ги знаат вредностите на семето, да создадеме една генерација што ќе почне да размислува на тоа, оти очигледно претходниве не размислувале. И не сме го ценеле доволно, најверојатно.
Мислам дека најпрво, како што кажа Филип, треба да го цениме и да го вреднуваме трудот кој што го вложуваат производителите, за понатаму да можеме и да ги зачуваме. Ако нас ништо не значи домашно произведен домат, не знам, јабучар или тогаш џабе го зачуваме семето, ако не знаеме да вреднуваме. Јасно. Овој саем исто така имаше во себе и една тема која што се однесува на реобновување на природата, поврзано секако со климатските промени и се она што ни се случува, особено овие 10 години би рекла, оваа последна деценија. Што беше кажано на тие, сигурно имаше некакви тематски работилници, одредени предавања, низ контактите со луѓето кои што беа присутни на саемот од различни држави. Што беше најважното да се знае за ова реобновување на природата? За жал, јас барем на ниједна од работилниците не успеав да присуствувам. Тодорка ни беше во кујната ангажирана максимално и во комуникација со посетителите, значи ние како новинари малку повеќе имавме време да прошетаме, да видиме. Тоа е она плюсот од новинарската работа. Многу работилници беа одржани, целта што е дека мора да се, така и беше, реобновување, регенерација, значи буквално символично беше кажано кога ќе се пресече една гранка од едно дрво, дрвото има моќ повторно да израсне гранка. Значи се она што е запоставено, тоа се однесува на земјата која е контаминирана од пестициди, на водите кои се загадени. Природата има таа чудесна моќ да ги обнови тие своји ресурси, но ние треба исто да им помогнеме заради нас. Точно. Зашто природата може без нас, но ние без неа не можеме. Тоа беше целта и самата символика што настанов беше во еден претходно руиниран простор е регенерација. Обновување на нешто што е запоставено станува еден мал рај. Целта е во однос на тоа дека треба да се гради производство на храна која ќе донесе мир и регенерација во однос да ги обновиме ресурсите за да можеме пак да ги користиме за доброто на човештвото. Без храна не можеме. Значи, вие како искуства што донесовте од овој саем, нешто што треба, јас, например, не би знаела од каде да почнам, што треба да се применува во Македонија, овде кај нас, особено во Прилеп, бидејќи имате сигурно многу работа, имате, предпоставувам, и некои активности кои што ви се планирани во наредниот период. Ајде, Slow Food Прилеп, како може да се стане членка на Slow Food Прилеп, кој може да стане член, што добива оној што ќе биде член на Slow Food Прилеп? Како што и претходно напоменавме, значи секој кој што ќе се пронајде во идејата на Slow Food Прилеп може да биде член. Слободно може да не исконтактира на социјалните мрежи, може на страната на Slow Food Македонија, на Facebook страните на Slow Food Прилеп, лично нас преку Facebook и лично секој кој што сака може да се зачлени. Производителите кои што се наши членови можат да учествуваат на манифестациите кои што ги организира било кој Slow Food од Македонија. Значи сега оваа недела има настан во Буково за буковската пипер. На 29 октомври има голем настан во Скопје, главниот настан, значи од Slow Food Македонија. Така да производителите можат да ги пласираат своите производи на настаните кои што се случуваат, а сите тие кои што не се производители можат да си купат оттаму и да бидат сигурни во квалитетот кој што ќе го добијат баш на тие пазари. Од друга страна рековме за тие што не се производители или ајде да кажам сакат да се вклучат на некаков поинаков начин, тука ни се училишните градини. Значи секој може да земе учество во нив. Еве на пример тие што работат во образование можат директно да се вклучат во нивното училиште, Да, во училиштата можат да се вклучат директно во нивната изработка на градините. Сите останати можат да се вклучат како волонтери во летниот период и било кога да им помогнат на децата
Или ги настан запозна- кога се организира да помогнат. Баш од почеток децата да ги запознаеме со тоа како нели растат плодовите кои што се Тоа навистина треба да се почитува и да се негува. Бидејќи недостасува. Јас морам да го напоменам сајмот кој што се случи овде во Прилеп, и од аспект на учесник, и од аспект на наблюдувач или како новинар, навистина беше преубаво организирано. Она што јас бев изненадена таму беше приемот кај јавноста, беа многу изненадени и чинам дека биве поттикнала почесто да се организираат такви сајами. Му треба затоа што на луѓето, затоа што веднаш кога ќе има храна, презентација на храна, насмевката е тука. Да. Има ли такво нешто? Ќе има ли следен сајм во Прилеп или пак тоа е оставено за до година со оглед на временскиот период? Па да, веќе сме крај на година, така да до крајов на годинава не планираме уште еден таков настан, ама наредната година секако. Моментално во Скопје се случува, јас се надевам дека можеби до година ќе можеме и ние, такво пазарче на производи што сега ќе почне и до крајот на годинава секој месец ќе се случува. Исто така и наши производители и претходно и сега ќе можат да го представат. Сега ние како Конвивиум Прилеп да поврзам уште едно нешто важно со Торино, со Салоне дел Густо, е тоа што нашите членови на Slow Food Прилеп, нивните производи преку нас ги представија таму. Тодорка ќе ми помогне да не испуштам некој бренд. Тука е Стевија природната козметика. Мона природна козметика. Така. Здравиот пчела исто така производи од мед и козметика. Сарика винарија ги представивме таму, Гверовски пчеларство и Бавчика. Да, сите тие што бевме на сајмот. Да, така е, да. Да, тие производители пројавивте желба, интерес и имаше можност некои од производите луѓето да ги вкусат, да ги пробаат таму. Горде не знам дали ти кажав, еден италијанец се заљуби во твојот джем од какао. Ако ти се јават за извоз. Ќе се прилагодуваме. Работилницата со семе и со деца ја завршивме со дегустација на джемот од Бавчика. И едно семејство, верувајте, цел ден го помина на нашиот штанд и сите програми наши ги проследи. Од не знам тој ден што имавме буквално се што беше проба, вкусија и на крај кога децата ја завршив со нив работилницата со семе, ја завршивме тимот кој беше за едукација. Им викам дали сакате за крај да ве послужам да пробате джем од сливи и чоколадо. Чоколадо. Дали смеат децата, нели, морав да прашам. Сака и родителите и децата, а таткото особено викам сакате уште да беше потврдно, така да цела тегла отиде за тоа семејство и вистина многу ми е мило што баш од Прилеп успеавме неколку производи да... Ајде сега за презентацијата, Прилепскиот ширден таму беше представен. Имаше значи готвење, тоа беше неколку часовна активност? Па да, во соработка со готвачот Димитар Арнаудовски од Алијанса на готвачи, како што претходно го споменавме, успеавме да направиме ширден во Италија. Започнавме со подготовките уште од тука, значи најпрво беше многу тешко да најдеме ширден. Да. Го обезбедивме, тешко беше да го транспортираме до Италија. Ни помогна Зоран, за нас го вакуумираше, го насоли се, значи го подготви за пат до Италија и благодарение на неговите вештини стигна ширденот таму и во најдобра состојба успеавме да го подготвиме. Нели знаеме традиционално ширденот содржи 3 вида на месо. Мислам работевме по прилепски рецепт, таа беше идејата. Димитар го приготви за нас, носевме 5 парчиња ширден, Димитар ги приготви 4 парчиња и ги испечи за нас. А за ние наредниот ден само да имаме показна вежба, да им покажеме на гостите на нашиот павилјон како ние го припремаме и кои состојки се потребни за ширденот. Откако покажавме како се тоа изгледа, ги донесовме готовите ширдени, ги исечивме и му ги понудивме за дегустација за проба и беа воодушевени од вкусот. Пробавме да ги доближиме до нив на начин што не ги сервиравме топли, како што најчесто кај нас ги јадеме, туку ги послуживме ладни и пресечени, изгледа како салама, да.
како пресна тогаш подготвена салама. Така да мислам дека сите беа воодушевени од вкусот на ширденот и мислам дека им се допадна. Така да мислам дека достојно го представивме ширденот и дека и на други настани би требало и други производи заедно да го шириме гласот, да го шириме вкусот, ако не е гласот овај пат. Така е. Прилепската чорба. Точно така. Имаме многу работи и мислам дека вистина голем дел од нашиве се конкретно прилепски производи и кулинарски вештини кои се пренесуваат од генерација на генерација заслужуваат представување, имаме со што да се пофалиме. Сигурно. Јас на крајот од разговорот само ќе кажам дека се надевам дека семејството на Slow Food Македонија и на Slow Food Прилеп особено ќе расте, бидејќи навистина овие вредности кои што се почитуваат и се темел на оваа организација вреди да се уште се промовираат и на големо се практикуваат во Македонија. Само така може да се успее во овој дел за храната, кога се зборува за храна и кога се работи со храна. Тоа е тоа што ни недостига, пред се здружување, а потоа и едукација и заедничко настапување, онаму каде што рековте дека не препознаа дека вредиме и можеме да се носиме заедно со сите останати земји. Ви благодарам многу за разговорот. Нема да биде ова последен пат. Се надевам ќе ви имаме повторно гости за било кој настан или за било која тема поврзана со вашата работа со Slow Food. Благодариме многу и како што Тодорка рече на почеток, вистина Радио Пела постојано ги следи активностите на Slow Food. Благодариме за тоа и нека храната биде алката која ќе не спојува, која ќе ни дава убави моменти за дружба и за убаво расположение. Да, и храната да биде еден од символите на Македонија, бидејќи заслужува. Ви благодариме уште еднаш за поканата. Благодарам, почитувани. Тоа беше програмата Радио што се гледа. Завршуваме тука, верувам со една музичка номера која што Никол ќе ја има подготвено. Се гледаме во текот на утрешниот ден, а утре ќе имаме исто така ексклузивен гостин, а тоа е нашата Зарина Првасевда, која што ќе најави одредени музички настани што ќе следуваат не во Прилеп, но во регионот.